Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Панна дел од покривот од Прилепскиот пазар. Кога ќе започне изградбата на кружниот тек кај Табана? Во 13 величенствени ви го представуваме колегата Зоран Игески, спортски новинар, кој е единствен во Прилеп што ги следи сите спортски настани. Малопродажната цена на дизелот од полнок се зголемува. Времето денеска студено со минусни температури, во Прилеп минималната -2. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Во Прилеп беше избегната трагедија кога вчера се сруши дел од покривот на градскиот пазар. За среќа не биле повредени тезгаджи или купувачи, но за проблемот со кровот во градскиот пазар во Прилеп, кој бил дотраен, имало реакции и во минатото. Инаку јавното комунално предпријатие Пазари Прилеп стопанисува со градскиот пазар во централното градско подрачје и со останатите дисперзирани локални пазари. Оттаму се огласија со соопштение тезгаджиите да ги отстранат сите непрописно ставени најлони и церади на тезгите или под кровот на пазарот. Во тек е контрола и санација на дефектите во електричната инсталација во пазарот, како и првиот дел од проектот за санација на оштетувањето на кровната површина на зелениот дел од пазарот, информираат од јавното комунално предпријатие Пазари. Прилепскиот градски пазар е еден од најстарите во земјава, се покриваше во неколку фази во текот на неколку години, покривањето заврши во 2016 година, инвестицијата чинела околу 4 милиони денари, средства обезбедени преку Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Објавен е тендерот за изградба на кружниот тек на мостот Табана во Прилеп. Ќе го финансира Министерството за транспорт и врски. Јавната набавка ќе трае до 10 февруари 2025 година, до кога заинтересираните изведувачи ќе треба да ги поднесат своите понуди. За изградбата нови капитален проект, општината средства добива од Министерството за транспорт и врски, како дел од проектот на владата за финансирање на проекти во локалните самоуправи преку унгарскиот заем од 250 милиони евра. Изградбата на кружниот тек на улиците 11 октомври, кај 9 септември и улицата кај 1 мај, кај мостот Табана, треба да се реализира во рок од 300 денови сметано од денот на воведувањето во работата. Во 13 величенствени ви го представуваме колегата Зоран Игески. Тој е спортски новинар кој е единствен во Прилеп, што ги следи сите спортски настани. Гласањето за 13 величенствени е во тек. Потребно е само да го дадете вашиот глас, да влезете во нашата веб страна и да го изберете вашиот фаворит од 13 величенствени на Радио Пела.
Кога бев мал, бијачи сме двете куќи, значи соседи најблиски, Така. постојано комунициравме и тој неколку гледав јас нешто запишуваше во нотес и носеше некои весници и јас постојано му здодевам, го прашував што е ова, што е она. Уште не одев на училиште тогаш. Значи ова многу рана возраст. 4, 5, 6, 7 години и така и тој ми викаше дај слушај радио преноси имаше тогаш. Ајде радио преноси, на радио ќе слушам како вршат преноси овие што се радиорепортери уште од тоа време. Малопродажната цена на дизелот од полноќ се зголемува. Цената на зголемувањето на дизелот е за 2 денари по литар, а цените на бензините, како и на екстра лесното масло за домаќинство не се менува, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на дизелот од полноќ изнесува 75,50 денари за литар. Од полицискиот билтен. Синоќа во 20 часот и 15 минути на магистралниот пат Прилеп-Битола, полициски службеници од полициската станица Прилеп го лишиле од слобода и Дж, 26 години од Прилеп, затоа што при преглед на неговото патничко моторно возило БМВ со прилепски регистарски ознаки била пронајдена марихуана. По документирање на настанот против него ќе следува соодветен поднесок. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и студено. Максималната температура достигна 1 степен. Висината на снежната покривка во 7 часот е највисока на Попова шапка 57, 33 см во Крушево и 16 см во Прилеп. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Девески.